Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Добро утро, почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје ќе зборуваме за последна актуелна тема, би рекол, во здравството, односно легализација на марихуаната за медицински цели, односно да може тешко болните пациенти со препорака на лекар маслото од канабис да може да го подигнат легално во аптека. Докаде е законот? Кога ќе може во аптека да го купат маслото од канабис легално болните од Македонија? На овие прашања одговор ќе побараме од магистер Марија Дарковска-Серафимовска, директор во Агенцијата за лекови и медицински помагала. Господјо Дарковска-Серафимовска, добро утро и добро дојдовте во Здравје и овој пат. Добро утро до сите слушатели. Последниот пат кога гостувавте во ова иста емисија, го најавивте само законот дека и Македонија по примерот на многу европски и светски држави се подготвува да ја дозволи употребата на марихуаната, односно маслото од марихуана за медицински цели. Законот е веќе изгласан и стапен на сила, но кога ќе можат всушност македонските пациенти кои имаат потреба да го купат ова масло од аптеките легално? И како ќе оди процедурата? Да, имајќи во предвид најновите научни и медицински сознанија за употребата на препаратите од коноп во медицински цели, се како и фактот дека се повеќе болни во Република Македонија го купуваат на црно, се наметна потребата за регулирање на одгледувањето, преработката и препишувањето, односно издавањето на овие препарати во аптеките исклучиво само за медицински цели. Како што кажавте, законот е веќе излезен и стапен на сила од 5 март и сега треба да се донесат подзаконските акти. Истите се веќе изготвени, во фаза се на усогласување со законодавство. После нивното објавување во службен весник, ова проблематика ќе биде во целост регулирана и веќе во аптеките ќе ги имаме производите на база на канабис. Така, колку очекувате да трае целата ова процедура со доуредување со тие подзаконски акти? Ќе се допрецизира законот или конкретни точки или што содржат всушност доколку може да обелодените тие подзаконски акти? Не сите, дел од нив. Со подзаконските акти во целост ќе се регулира јасно и недвосмислено, ќе се дефинираат условите за производство, за одгледување, производство на препарати од база на коноп, односно добивање на екстракти од конопот и контролата на истите и ставањето во промет на истите. Она што е новина, да кажам измена од она што беше како предлог во подзаконските акти, е тоа дека граѓаните на Република Македонија ќе можат овие препарати да ги земаат во аптеките на месечно ниво врз база на соодветна лекарска документација, значи рецепт препишан од лекарот за соодветната индикација без ограничување на дозата. Значи дозата ќе биде пропишана од лекарот кој го води пациентот согласно неговата состојба и согласно индикацијата за која што истиот се препишува. Така, значи, исклучително ќе биде контролирано и продажбата, односно издавањето на овие препарати. Ќе може ли сите аптеки да ги продаваат овие препарати, односно конопот за медицински цели, маслото од коноп за медицински цели? Значи сите оние аптеки кои досега работат со наркотици, што имаат сефови за наркотици и што имаат дозвола за работа со наркотици, значи што работат со морфин и метадон и друга терапија која се издава во аптеки на лекарски рецепт, ќе можат да ги издаваат и овие препарати
на идентичен начин како што тоа го прават досега со, реков, овие други наркотични лекови. На дупли рецепт, со евиденција во книгата за наркотика, за тоа за кој пациент е наменета. Кога точно е подигната кога е, маслото? за кој пациент, за која индикација, кој лекар ја препишува и кој пациент односно кој граѓанин ја подига, затоа што понекогаш пациентите сами не можат да го подигнат лекот од здравствени причини, па во нивно име доаѓа ги подигнува некое нивно блиско лице, така да ќе се евидентира и оној кој што доаѓа во името на пациентот да ја подигне терапијата. Бидејќи вие сте директно инволвирани во подготовката на законот и овие подзаконски акти кои ги споменавте, дали македонското законодавство во овој сегмент ги следи оние исти закони кои веќе се стапени во сила со земјите од регионот, Словенија, чи нам последна беше, или Чешка, и во другите западноевропски земји каде поодамна е дозволено легално да се произведува, да се продава маслото од канабис во аптеките. Па вака се до 5 март, значи се до усвојување на овие предлог измени на законот за психотропни супстанции, наркотични супстанции психотропни. Производството, продажбата и употребата на канабисот беше во Македонија нелегална, што значи дека секоја употреба беше сметана за злоупотреба. Од тие причини и кривично дело, да, граѓаните се соочува со кривични дела. И ние, за да се спречи злоупотребата, да им се овозможи на болните кои имаат потреба од оваа терапија, ги направивме овие измени во законот и секако дека во изработката на тие измени секако се водевме од она како е тоа регулирано во Европа, значи не само во блиските, во регионот околу, него и пошироко во Европа како е регулирано, така да во целост се сите тие услови на некој начин следени, меѓутоа сепак адаптирани на она што реално тука може кај нас да се имплементира. Така, кога се носеше законот, односно имаше неколку јавни дебати, всушност се ограничува и производството на канабисот за медицински цели, односно треба да исполнат оние компании кои се заинтересирани. Има ли прво заинтересирани компании кои сакаат да одгледуваат или поединци кои сакаат да одгледуваат и да произведуваат? Кој ќе им дава дозвола на нив и кој ќе ја контролира всушност? Заинтересирани има, согласно значи измените во законот, тоа може да бидат правни лица и до сега има повеќе правни лица кои дошле во агенцијата, се обратиле со соодветни прашања и добиваат соодветни одговори и насоки за тоа што и како треба да се направи согласно законот за да добијат дозволата. Повторувам, тоа мора да бидат правни лица. Дозволата ја издава Министерството за здравство врз претходно исполнети услови согласно законот, односно измените кои што се сега во моментот стапени на сила од 5.3. При Министерството за здравство формирана е комисија која ќе излезе на увид на барање на правното лице, кој ќе достави соодветна документација, ќе излезе на увид да ги провери условите дали се исполнети согласно законот, доколку се условите исполнети се прави записник и они добиваат дозвола за отпочнување на одгледување или производство на препарати на база на канабис. Така, треба да исполнат и конкретно услови, значи да имаат обезбедување, видеонадзор, соодветни простори и така споменавте комисија посебна ќе ги надгледува. Така ли и во останатите земји каде веќе се легално е дозволено производството и пуштање во промет за медицински цели на канабисот? Во принцип оваа проблематика е скоро секаде слично регулирана, така. Секаде има видеонадзор во делот каде што се врши одгледување и каде што се врши екстракција, односно производство на овие препарати, така да и во нашиот закон е тој дел имплементиран, обавезно се бара да имаме 24 часовен видеонадзор, 24 часовно физичко обезбедување, ограден да биде просторот за да се спречи злоупотребата, затоа што целта е тука само да им се овозможи, да им се помогне на болните, да им се овозможи по легален пат, на легален начин да го добијат она што им треба и при тоа да им се гарантира квалитетот и безбедноста на она што го земаат.
Так, госпоѓа Дарковска Серафимовска, ќе направиме тука една кратка пауза за реклами и ќе се вратиме повторно со нови прашања и нови информации околу легализацијата на марихуаната за медицински цели и во Македонија. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје зборуваме за докаде законот и подзаконските акти за легализација на марихуаната во медицински цели и во Република Македонија. Мој соговорник во денешното издание на Здравје е магистер Марија Дарковска Серафимовска, директор на Агенцијата за лекови и медицински помагала, односно тело кое го предлага овој закон и кој секако ќе биде составен дел од законот и ќе ги дава сите оние информации и на пациентите, но и на производителите кои ќе се одлучат да произведуваат марихуана исклучително легално за медицински цели, односно да им се помогне на болните во нивното лекување. Госпоѓо Дарковска Серафимовска, споменавте пред рекламите дека и во Македонија, како и во останатите земји каде е ова регулирано законски, истите се, слични се условите на одгледување. Меѓутоа, што е со оној семенски материјал? Кој како ќе се снајде, може да се набави или и државата во тој сегмент ќе има регулирано од каде може да се набави, дали преку Министерство за земјоделие или преку некоја останата институција, или останува по собствен избор на самиот производител на марихуана за медицински цели? И тој сегмент е регулиран исто со измените во законот. Семенскиот материјал кој што ќе биде користен за одгледување на конопот ќе може да се увезе и при тоа мора да биде и тој со соодветен сертификат, а дозвола за увоз на семето ќе дава Министерството за земјоделие. Така да и тој сегмент е недвосмислено и јасно прецизиран и регулиран во последните измени на законот. Така, значи не се остава ни најситниот детал да се испушти да не биде регулиран, секако бидејќи во моментот е тоа кривично дело одгледување на марихуана, но имам едно интересно прашање, бидејќи според неофицијалните информации со ова проблематика и ние како новинарски работници се интересираме и неофицијалните информации говорат дека на црниот пазар едно кутивче масло од канабис без да знаеш од каде е потеклото, како е произведено, дали е всушност квалитетно или не, се продава и по 500 евра. Но веќе слушавме дека има навистина многу процедури на одгледување, видео надзор и дополнителни трошоци, еве и семенскиот материјал ќе биде контролиран. Ќе покачи ли тоа цената на ова, би рекол, лековито средство или ќе падне цената? Значи, ако сега во моментот се движи околу 500 евра. Кои се вашите проценки? Нашите очекувања се дека кога ќе биде тоа легално кај нас и кога ќе почне производството, дека тоа ќе биде по некоја пониска цена од онаа што во моментов ја набавуваат на црно. На крајот на криштата цената и не е толку пресудна, значи очекуваме да биде пониска, колку што е пресуден квалитетот за она што пациентите ќе го земаат. Она што се набавува на црно, прво не знаете на кој начин и со кои средства е екстрахирано, кои органски растворувачи се употребени, дали истите се максимално отстранети, дали лековитите својства на канабисот се задржани, дали се тие органски растворувачи кои што се строго лимитирани од безбедносен аспект и канцерогени и токсични,
Не е целта само да нешто лекувате, а истовремено да направите други проблеми, дали се сите тие отстранети, односно каде е таа одгледувана, дали има во присуство на некакви тешки метали, колку е микробиолошки исправна, значи од сите тие аспекти, легализацијата ќе биде најстрого проверувана контролата и на тој начин, значи, ние нудиме квалитет. Сето ова што Вие стоите зад ние стоиме и го гарантираме. односно зад пациентот. Ние стоиме и го гарантираме квалитетот на сето оно што ќе биде испорачено во аптеките, односно до крајните корисници, тоа се пациентите. Пак ќе повторам, очекуваме, значи кога зборуваме за тие услови кои што се таму наметнати, тоа не се некои строги услови, тоа се нормални GMP норми што важат за производство на секој лек, па вклучувајќи ги Опијат и овие. посебно, Тоа се единствени начини како ние да го гарантираме квалитетот и безбедноста на она што ќе се пушти во промет, ќе се пласира, а пациентите и да им се гарантира квалитетот на пациентите. Повторувам, бидејќи веќе ќе биде легално и бидејќи ќе има конкуренција, пошто има доста заинтересирани правни лица, очекуваме, пак ќе кажам, очекуваме да цената не биде повисока од онаа по која што во моментот се продава. Така, пациентите да бидат сигурни што купуваат. И за крај, уште еднаш ќе ве прашам, кога очекувате ова масло од канабис да биде достапно на пациентите во аптека? Многу брзо, со донесувањето, значи со објавувањето на овие подзаконски акти. Значи во текот на пролета или за месец-два? Многу брзо, за недела-две, јас би рекла, бидејќи се подзаконските акти веќе изготвени, истите се во законодавство на усогласување, така да веднаш по нивното објавување во службен весник, сега не можам да предвидам колку на законодавство ќе им треба да тоа го проверат, али во секој случај многу брзо во најскоро време ќе имаме. Да, но меѓутоа додека да порасне ова стеблото, се потребни 5-6 месеци додека да се естрахира лековитото својство, лековитите карактеристики. Значи, до крајот на годината или веќе може, ако се донесе законот и до сега ако е произведувано на црно, ќе може веќе во аптеките да се... Она што е произведувано на црно нема да може да се најде во аптеките, бидејќи тоа не може да се контролира во однос на составот, квалитетот и безбедноста. Во аптеките ќе го имаме, може од увоз. Значи ние знаеме дека има временски период од засадување до одгледување до екстракција, тоа е процес кој што си бара време, меѓутоа истовремено на пазарот во Европа имаме по легален пат произведени производи кои може да се увезат од страна на правни лица, истите претходно да бидат контролирани и пуштени во промет. И дозвола секако од агенцијата. И дозвола ќе добијат од агенцијата, бидејќи за многумина, значи целта е што побрзо да ги имаме овие производи, бидејќи за многумина тие се насушна потреба, шанса за продолжување на живот, можност за излекување, па макар и психолошка. Па од тој аспект регулирањето на оваа проблематика и овозможувањето што побрзо од овие производи ги имаме во аптеките е секако бенефит за пациентите. Да се надеваме дека пациентите што поскоро ќе го добијат овој лек доколку им е неопходен и психолошки да се растеретат од самата помисла и да секако да посакаме да им помогне во лекувањето на тешките болести. Ви благодарам уште еднаш за овие корисни информации за гостувањето во Здравје. Благодарам и на вас. Почитувани, тука е крајот на денешното издание на емисијата Здравје. Денешен мој соговорник беше магистер Марија Дарковска-Серафимовска, директор на Агенцијата за лекови и медицински помагала. Зборувавме на тема легализација на маслото од канабис за медицински цели и во Република Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев. Техничка реализација Владимир Дамјановски. Денеска сме петок, 25 март 2016 година. Продукција Радио Слободна Македонија. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба со Здравје во понеделник во 9 часот и 5 минути, а во понеделник зборуваме за здравата храна и здравиот начин на живот. Од мене до слушање и пријатен викенд. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија.